Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Едно големо благодарам за вчерашниот ден. Едно големо благодарам за сите кои што го гледавте видеото. Едно големо благодарам за 13 минута кои што договорено одлучивме така на Китино Кале да испратиме пораката до универзумот. Кичево од понеделник ќе знае и ќе бидете обавестени каде ќе има тетрадки за петиција на електронски попис на сите македонци во целиот свет, а исто така и преку нашата веб страна ќе има и електронско потпишување на петицијата. Нашата порака вчера беше таква и тоа што го направивме со договор наш, да бидеме 13 мина кои што ќе ја завршиме ова работа и кои што сите со иста енергија, со иста цел, а целта е една и единствена. Таа е, македонци мои, да имаме електронски попис на сите македонци во целиот свет. Тоа значи дека треба активно да учествуваат во пописот сите кои што живеат во Македонија и кои се државјани на Македонија. Нашата идеологија е космополитичка. Ние сме космополити и ги почитуваме сите како браќа и сестри. И сакаме да се водиме како европските земји. Затоа што електронскиот попис ќе донесе вистинската состојба колку има македонци во целиот свет. И ова наша иницијатива најсилно ќе започне од понеделник. Најпрво од Кичево, каде што ќе бидете обавестени каде ќе има тетрадки кои што ќе се потпишуваат за петиција и кои што ќе дадат поддршка на сето оно што го правиме. Архангел Михаил е денот на нашиот заштитник. Архангел Михаил и Гаврил се двата брака близнак. Во митологијата се познати како Кастор и Полукс. Ги има и во созвездието. А додека во македонската наша вистина Кастор и Полукс, Михаил и Гаврил се Македон и Магнат, двата брака близнака. И затоа вчерашниот ден беше во чест на Архангел Михаил, во чест на двата близнака кои што ги знаеме како Кастор и Полукс, или во чест на Македон како Архангел Михаил и Магнат како Гаврил. Ете ви откривам една тајна, зошто мораше да бидеме 13 мина и зошто моравме да испратиме ова порака во универзумот од Китимо Кале Кичево. Китим е син на Јапет, а Јапет е син на Ное. Јапет е син на Ное, а негови браќа се Крон и Понт. Па сега вие одлучете колку е стара Македонија, а колку е стар Китим. И дали случајно бевме вчера на таа степенеста пирамида 13 мина со македонскиот символ
со националниот символ да испратиме пораката до универзумот за се македонско обединување на сите македонци во целиот свет преку електронскиот попис на сите македонци во целиот свет. Од овде ве повикувам сите да дадете поддршка, затоа што ние немаме друго, затоа што Македонија е земја на светлината и тоа ќе остане. Затоа што тој што ќе помогне на Македонија, ќе помогне на целиот свет. Благодарам Кичево, тимовите кои што ќе работат во Кичево се направени, ќе започнеме од една продавница, а потоа ќе имате и неколку други места каде што ќе можете да потпишете петицијата, ќе бидете информирани каде е, ќе бидете информирани на кое место во Кичево е, ќе бидете информирани во која продавница ќе бидете информирани дали има посетеност, дали нема, ќе бидете информирани колку се потпишуваат, колку не се потпишуваат, затоа што кај нас е се транспарентно. Не сакаме ништо да криеме од сите вас. Тоа е околу електронскиот подпис и петицијата давање на својот подпис за задачата наша да си ја завршиме пред Бог, пред универзумот, пред Македон, пред Архангел Михаил Христијански, пред Кастор и Полукс. Но сега, сакам да ви соопштам уште една убава вест, која што исто така потекнува од нас и која што е тука меѓу нас и за кој што сме се бореле. А ќе ви докажам дека мое кочани се борело и за светлината, не само за темнината како што е денес, а ќе ви докажам и кои се темнината во Кочани, затоа што има многу работи кои што ги премолчуваат кочанчани и цела Македонија, па затоа и треба змијата да ја нагазиме на главата, а таа е во увара довлочени. Значи, може би некој мисле дека е Бог и дека ќе се сокрие, ама малку потешко. Ајде сега да кажеме една наша иницијатива која што ја спроведе Кочани и која што беше вистинска за светлината и која што треба да оживееме наспроти она што се направи со Пулс и што Кочани не го направија центар на дрогата. Е вака сега. Електронскиот попис на сите македонци во целиот свет ќе оде напоредно со петицијата која што треба да ја завршиме и да ја дадеме во Собранието на Република Македонија. Тоа означава и нешто друго, за кој што кочанчани се бореле. А јас ќе ви кажам што. Сите ние, македонци, треба да се водиме како албанската популација. Треба да се водиме на вистина како албанската популација. Зошто? Затоа што сите вие знаете дека државното знаме на Косово не е идентично со националното знаме на албанците во целиот свет. Оние други, кои што секогаш ќе се тука, да не попречат, да не исмејат, а ги знаеме од времето колку пари зедоат Сорос, и што се правеа за ова иницијатива, кога ние кочанчани ја дигавме еуфоријата на Александар Македонски во 2005 година, 2006 и 2007. Е сега вака. Косово има негово државно знаме.
електронскиот попис на сите македонци во целиот свет истовремено ќе ви го даде и вашето национално знаме на сите македонци во целиот свет. Македонци мои, и ние имаме право за тоа. Зошто? Затоа што кога Косово има право да има државно знаме, а сите го знаете какво е, истовремено албанската популација има и национално знаме, а тоа е двоглавиот црн орел на црвена постава. Така и ние македонците го имаме нашето државно знаме, тоа е ова осумкраково со символот на Венера, а додека националното знаме на сите македонци во целиот свет ќе се бориме и ќе го дадеме на устап да биде 16 кракото сонце. Дали се разбираме, македонци мои? Нашето национално знаме за кој што кочанчани се бореа, а не како денес што ги знаете кочанчани, каде што ќе докажеме дека најголемиот наркодилер е во увара довлочани и без пардон пред никого и без влакна на јазикот ќе донесеме закон за нашето национално знаме на сите македонци во целиот свет да биде 16 кракото сонце. Оној кој што ќе потпише петиција за електронскиот попис на сите македонци во целиот свет, истовремено потпишува и согласност за наше национално македонско знаме на сите македонци во целиот свет да биде 16 кракото сонце. Дали се разбираме, македонци мои? Затоа Кичево беше град со бројот 13, каде што ја пуштивме целата наша фреквенција до универзумот, до Бог, каде што сите 13 мина беа со македонски кутлеш, 16 крако сонце. То значи дека ние имаме право на национално знаме, а нема да се мешаме во државното знаме. Зошто? Затоа што државното знаме ги обележува македонците во денешна територија на Македонија. А националното знаме за кој што ќе се бориме ќе ги обележува сите македонци во целиот свет. И тоа ќе биде македонскиот кутлеш, 16 кракото сонце, или искрата на животот, или Богот во нас, а тоа е 8 плюс 8 протони и електрони. Знаете што означува македонскиот кутлеш, дека тоа е животот на земјата и дека тоа е оганот кој што го има Архангел Михаил како меч. И затоа немојте да се плашите. Кога може албанската популација и нашите сограѓани од албанска националност да имаат државно знаме кое што обележува територијата на Косово, а истовремено имаат национално знаме кое што ги представува сите албанци во целиот свет, а тоа е двоглавиот црн орел на црвена позадина. Така и ние македонците можеме да имаме државно знаме, она кое што е сменето преку нарачаниот атентат на Киро Таушанов Глигоров, а тоа е нашето 16 крако сонце.
Значи, државниот символ останува онаков како што е. Исто како знамето кое што го има Косово и обележува територијата на сите кои што живеат на Косово. Нашето 8 крако сонце, символот на Венера, ја обележува територијата на Македонија и на сите кои што живееме во Македонија како македонци. Сите, немојте да барате влакна во јајцата, вие кои што не ви се допаѓа иницијативата на македонците од целиот свет. Кога велам сите, тоа значи дека сите кои што се во уставот вметнати на Република Македонија. А додека, кога тие можат да го користат како национално знаме на сите албанци во целиот свет, знаете кој е, така и ние македонците ќе донесеме закон за национално знаме по кој што ќе се препознаваат сите македонци во целиот свет, а тоа ќе биде 16 кракото сонце. Дали се согласувате, македонци мои? Со тоа ќе докажеме на оние фршкополисти дека нема антички и словени, туку има македонци кои што живеат во континентет, од Македон до ден денес. Така да, овие фршкополци треба доправо да одговараат, кои што учествуваат во нарачаниот атентат од самиот Киро Глигоров, а не да не се прават аналитичари, историчари и не знам што ли не. Затоа е потребен електронскиот попис на сите македонци во целиот свет, каде што истовремено со електронскиот попис сите македонци ќе се декларираме со нашето национално знаме, а тоа знаме е 16 кракото сонце. Не знам што овде не е јасно. Дали овде има нешто нејасно? Пишувајте, македонци, не се плашете. Сектата ја рушиме. Сектата преку кочени ќе ја срушиме. Оставете ги, нека литаат со паметот. Ке дојде време и на оние пензионирани инспектори од уверот до влочани, кои што работат цел живот и кои што се македонското обединување сите ги знае доеден кој, што и како работи, колку и да се кријат. Затоа што Пулс ќе открие многу докази од она што се правило во Кочани. Дали се согласувате нашето национално знаме за сите македонци во целиот свет да биде 16 кракото сонце и да ги повикаме одма сите новинари, сите телевизиски куки, сите портали да не споменуваат и да не обележуваат територија за македонскиот кутлеш, како тоа што го прават со Виргина, туку да кажуваат нашето национално македонско знаме, значи и обележува луѓе, нација македонци, кои што живеат во Бугарија, кои што живеат во Албанија, кои што живеат во Грција, кои што живеат во Србија, кои што живеат во Хрватска, кои што живеат во Словенија, кои што живеат во другите европски земји, кои што живеат во Америка, Австралија и Канада.
А додека државното знаме ги обележува сите оние кои што денес живееме во Македонија. Македонците и сите националности. Ова го правеше Кочани на времето. За ова се бореше Кочани со Владо Павлов во 2003, 2004, 2005, 2006. Дали го разбирате ова, македонци мои, зашто се бореше Кочани во 2005 година? За оживување на светлината, а не денес да го препознаваат Кочани по темнината, по оние кои што се вмешани, најпрво во увара довлочени, и мислат дека ќе се сокријат. Цел свет ќе дознае што е правила увара довлочени, која што сноси најголема одговорност за пулс. И никој не може да ги заштити. И ова не е единствен случај со пулс. Во минатото има многу случаеви кои што се правени од увара довлочени. Многу нерешчистени убиства. И тоа не може никој да го сокрие. А ќе си кажат сите оние кои што учествувале, а се македонското обединување ги знае. Почнувајќи од еден единствен преживеан, од тројцата што учествувале од првото убиство, а тоа го знаат сите, наметнувајќи го како самоубиство на инспекторот. Кочани ќе биде град на светлината, а ова темнина брзо ќе биде осветлена и сите ќе бидат пред лицето на правдата. Помнете и не заборавајте, сите до еден, кои што ги тровевте нашите деца и кои што уживавте ваши благодети поред уништувањето на младината во Кочани. Сите до еден, независно дали ви има во суд, дали сте во увара довлочени, дали сте на улица или сте на неко друго место. Вашето помодарство, кој што ни го правите нашиот град, град на темнината, ќе заврши. Бидејќи се македонското обединување ве знае сите до еден. Сите до еден ве знае. Каде што дел од ова секта е разбиличена целосно, а главните актери доправа ќе дојдат. Ќе се вратам на една случка, на едно лице кој што е мој сосед. Постарите кочанчани знаат и морам да признам дека тоа лице е прво лице кој што е кажало тогаш вистината пред години уназад, а ние кочанчани не му обративме внимание. Тоа лице лежеше во Идризово за многу кражби и беше мајстор на крадење. Немаше врата со чешел да не ја отвори. Немаше ни каса што не можел да ја отвори. Тоа лице од Кочани, како и секое друго лице, кое што во тој временски период, па и денес најверојатно, започнува со наркотични средства. Кога се враќа од затвор, е приведен
и е прво лице кое што има објавено дека дрогата во Кочани излегува преку Увара до Влочани. Тоа лице се викаше Васко Вржалецот. Нека почива во мир. Лице кое што прво го каже ова за моето Кочани. И по некоја случајност не поминаа 24 сата, ова лице почина. Лице кое што прв ја каже вистината за Кочани. Дека најголемата умешаност за уништувањето на нашите деца ја има Увара до Влочани. Истите онија кои што го украдоат свеќето на животот, најстариот доказ на нашето национално знаме македонскиот кутлеш. И не може никој да ги спаси, затоа што се обележани пред Бог. Ни премиерот Тино, не било кој, ни обвинителство не било кој. Многу злодела се правени кон младината во Кочани. Многу уништувања, многу нерасчистени убиства пред пулс. И тоа не е заборавено. И оние пензионерите кои што уништија